Валентайн, Валентайн, Валентайн. А да, и Свети Трифун. Денот на заљубените и денот на пијаниците, односно виното. Кога ќе видиш и двете се денот на заљубените, само едното е денот на љубовта кон одреден човек, а другото е кон чашката. Несомнено е дека љубовта кон чашката е поголема, па затоа кога сме со саканите за денот на влюбените пиеме вино. Од друга страна, оние осамените постојано на социјалните мрежи се жалат, ама во стилот како да се фалат дека се сами за Валентайн. Гледај, потешко тоа да си сам за Валентайн е да останеш трезен за Свети Трифун. Жените се тие кои што владеат со Валентайн, но затоа што веќе имаат еден празник, 8 март, не можеле да го крстат денот на жената, па се вика денот на влюбените. По суштина се исто. Тоа е само плюс еден ден, освен на 8 март, роденденот, годишнината и менденот, ако има, кога мажот треба да ја покаже на жената дека ја сака. Иако останатите денови во годината исто така е сака, но жените имаат потреба да бидат сакани поинаку. Но мажите не мрзат Валентайн затоа што треба да купуваат и да трошат пари, туку затоа што немаат пари. Валентайн е на 14 февруари, што е на средина месец и е многу далеко од платата. Но некои мажишта поради таа цел штедат. Не јадат на работа, на факс, на школа. Се со цел да соберат скромна сума од 300 евра, за да можат да ја приуштат на својата девојка изненадување. А ова се едни од тие кои што својата заштеда ја потрошиле залудно. Као што можеме да видиме на сликиве се работи за машки чеда кои што ги потрошиле своите пари залудно, купиле цвеќиња и се на работ на својот живот и тажни. Или пак можеби и не се. Да замислиме вака. Стануваш со баљето на 14 февруари, отвараш Facebook и имаш две пораки. Што е чудно, пошто обично не добиваш ни една. И стискаш на облачето и гледаш, едната е од групен чет со другари, а другата е од твојата љубов. Едната директно гласи: ајде вечер кај мене, ќе пиеме домашно вино, частам. А другата во превод значи: ајде вечер со мене, носиме во ресторан, ќе пиеме вино и ти частиш. Тука си во дилема додека срцето и паметот водат веќе војна, иако и двете сакаат да идат на вино кај другар, но од друга страна твојата врска е во опасност. Има една стара поговорка која што вика: другарите остануваат, а девојките си одат. Затоа ти решаваш да идеш со девојка ти. Купуваш цвеќе, купуваш подарок, купуваш уште еден подарок и трети подарок во случај ако не се допаѓаат другите два подароци и најважно, одиш во продавници и купуваш едно пакетче мастики, затоа што ти копа здивот. Се договарате се сретнете во некој парк по случајен избор, се разбира што е можно поблиску до незе, одиш 5 минути порано, седнуваш на клупа и седиш. Поминуваат тие 5 минути, поминуваат уште 327,5 минути, а ти седиш на клупата и сваќаш дека чекаш за џабе. Нема надеж дека она ќе се појави. Тука ти си пресреќен, скокаш од радост, ама се разбира однатре. Однадвор не смееш да го покажеш тоа затоа што пред 5 минути види еден дечко со фотоапарат од страна како те слика. Глумиш тажен, поразен, очен и лажно плачеш на клупата додека во позадина слушаш звуци од сликање. Кога тие звуци ќе прекинат, тоа значи дека дечкото си ја добил посекуваната слика и можеш да продолжиш. Скокаш од клупата, ги фрлаш подароците и се упатуваш кон другарот. Тука доаѓаме до едно прашање. Зашто уствари постои Валентайн? Зашто? Затоа што секоја година на 14 февруари ќе идеше кај другар и ќе се правеше летва, а со тоа немаше да се јавуваш, еднаш како ќе се јавеше ќе пееше песни, немаше да посакаш добра ноќ и други работи кои што на неа секако не се допаѓаат. Значењето на Свети Валентайн со женски зборови би било: зашто да се пиенчи со другари кога можеш да искочиш и да се лигушиш на една чаша заедно со мене. Среќни празници!